Ние успеевме да идентификуваме околу 200 зборови кои или се исти како онија што се кои се исти онија на каменот од Розета и во некои дијалекти на нашиот македонски јазик, или се разбирливи, односно имаат смисла да се насети нивната содржина. Вака голем број на зборови во текст кој е релативно голем, има скоро 4.500 словови знаци, би овозможи да ја реконструираме звучноста на скоро сите согласки и самогласки идентификувани во писмото на средниот текст од каменот од Розета и во нашите македонски дијалекти. Најблиску до дијалектите од Пелагонискиот регион, односно од територијата на која што се наоѓал и денес се наоѓаат остатоците на градот Толемаида. Предпоставката на издвојување на знаците, кои што ги најдовме во средниот текст од каменот од Розета, следеше следната фаза. Тоа е фазата на озвучување, односно добивање на звук на тие знаци, затоа што доста работата ни е многу малку завршена. За остварување на таа цел ние направивме две многу битни предпоставки, од кои што првата вели дека гласовните вредности на согласките и на самогласките ги задржале своите вредности до денес, односно ја задржале својата звучност до денес. Втората предпоставка е она што малку не издвојува од тековната наука, а тоа е дека бидејќи користиме словово писмо, ние предпоставивме дека бидејќи тоа типот на согласка самогласка, дека се озвучени и согласките и самогласките, што е, да речеме, новина во тој поглед, затоа што денешната наука стои на становиште дека единствено се озвучувале согласките, а самогласките се подразбирале на определен начин од контекстот на текстот. Ние тоа сметавме дека до крај не може да биде така, него мора да бидат озвучени и самогласките. Потврда на тоа најдовме во фактот што на самиот камен, во самиот текст, определен број на согласки, односно определен број на знаци кои што представуваат согласки, ги најдовме во 8 положби. Тоа се така наречените групи на асиметрични словови знаци, кои што ги има 13 на број. Ние ги најдовме дека тие во рамнината на пишување формираат 8 положби и предпоставивме дека секоја од тие положби ја озвучува самогласката, додека самиот облик на знакот ја носи звучноста на согласката. Со тоа доаѓаме до резултат да кај нас сите слогови, кои што понатаму нормално се од типот на согласка самогласка, се озвучени во делот и на согласката и на самогласката. Дел од знаците по својата, да речеме, геометриска форма, но и по својата звучност ја задржале и геометриската форма и звучноста до ден денес. Тоа се знакот за Ј, кој што и ден денес е исти во кириличното писмо, и знакот за Р, додека знакот за Г го среќаваме во азбуката на нашиот северен сосед во потполно иста форма. Останатите знаци кои што ги најдовме во вид на асиметрични знаци имаат една се разликуваат по формата од денешните дел, а дел се разликуваат не по формата, него по звучноста, како што е тоа случај со озвучувањето на согласката П, која што има облик на Г во денешната кирилична азбука, но овде дефинитивно звучноста ја определивме како П, затоа што имавме еден подолг текст кој што можеме да го анализираме и според анализите кои што ги направивме ја определивме и оваа звучност. И уште една дополнителна карактеристика, тоа е дека авторите на ова писмо или авторот многу воделе сметка за звучноста, поврзувањето на звучноста на некој знак и неговиот облик, и поготово за
озвучувањето на знаците кои што представуваат звуци, односно согласки кои што се слични при изговор. Така, например, согласките Ж, З и Дз имаат многу слична форма, само за малку се разликуваат. Истото се однесува и за согласките П и Т и соодветно за согласките С, Ц, Ш, Ч и Шт, кои што многу малку меѓу себе се разликуваат во изговорот, но се исто така многу малку разликуваат и во својата геометриска форма. Осумте, да речеме, облици, кои што секој од овие асиметрични знаци го добива во рамнината на пишување, не донесе до претпоставката дека во тој период се користеле 8 самогласки, кои што се разликува нели од денешниот македонски јазик, каде што се користат 5 самогласки кои што имаат свој репрезент во кириличната македонска азбука и имаме уште една шеста самогласка која што нема свој репрезент, тоа е самогласката Ъ, но која што исто така гласовно ги задржала и се употребува денес во македонскиот говор, особено во дијалектите е тоа карактеристично. И преостанатите две самогласки кои што, да речеме, заради бројот на различни форми геометриски предпоставивме дека постојат, се О долго и Е долго, кои што подосна пак со проучувањата на делото на Академијата од видоевски дијалектите на македонскиот говор се потврдија како точни, а исто така добивме потврда и од еден докторат на некој господин лингвист од Холандија, кој што тврди дека и ден денес во живите говори во Вевчанско и во Мијачкиот крај се користат говори кои што во себе содржат 8 самогласки, кои што 7-та и 8-та се О долго и Е долго. А согласно со тоа, поради постоење на 8 положби, ние претпоставивме нормално дека положбата, како што претходно напоменав, ја определува самогласката и тоа, да речеме, таа положба во кај сите знаци определува иста положба, определува иста самогласка. Например, затоа намерно сите овие знаци и покрај тоа што ги има во 8 форми се овде представени на овој начин, затоа што во оваа представа тие формираат слог со самогласката О. Инаку како оди спрема нас формирањето на слогот? Постапката за формирање на слог, ако веќе го имаме обликот на согласката и звучноста на согласката, е многу едноставен. Ако тргнеме од овој облик, кој што ја носи звучноста на самогласката Е и согласката П, со ротација за 90 степени во насока на стрелката на часовникот, се добиваат 4 форми. Прво Е, па Ъ, потоа У и на крај Е долго. А ако тргнеме од оваа форма и ротираме обратно од стрелката на часовникот, добиваме и А и О долго. И на тој начин сме завршиле со сите 8 положби и добиваме 8 различни самогласки во рамнината на пишување, со тоа што согласката ја задржува својата звучност во сите тие форми. Баравме потврда дека нашата претпоставка да обликот на знакот ја носи информацијата за звучноста на согласката во некои други писма, да видиме, може да видиме дали сме само ние со таа претпоставка или порано постоеле некои писма кои што и се уште постојат, кои што носат истата идеја. Потврдата ја најдовме во браманското писмо, каде што основната форма на знакот овде ја носи звучноста на согласката К, додека пак во она што ние го имавме како артефакт во античко-македонскиот говор и писмо, истиот геометриски облик ја носи звучноста П, а формирањето на самогласките, за разлика од овде, каде што формирањето на самогласките оди со додавање на определени црпки, додавки и така натаму, овде оди по пат на ротација и пресликување, што, да речеме, е доста поедноставно, барем за оној кој што го користи овој начин на пишување. На оваа табела се представени сите 13 согласки кои што имаат во основа
асиметрична форма, каде што, нели, овде во секоја од овие редици е дадена согласката во основа, а соодветната ротација се придружува кон самогласката и во сите своји 8 форми секој од овие знаци носи еден слог. На тој начин со само 13 знака ние покриваме, односно може да се покријат, мислам, некои 104 слога.